Земјениот пат долг 4 километри им го загорчува животот и на жителите од село Сливник. Тој е оддалечено само 10 километри од градот и брои дури 700 жители. Патот полн со дупки им ги отежнува секојдневните обврски. Наместо за половина час, потребно им е двојно повеќе време да стигнат во градот. Нивното трпение е при крај, ветувањата дека ќе им се направи патот со години не се исполнуваат. Бараат отчет од локалните власти, сакаат да знаат каде се трошат нивните пари. И ние како луѓе сакаме да бидеме како другите граѓани во Републиката на Македонија и сакаме и секој селянин спрашува насите даноци кај одат. Што добивам ние од тоа што плаќаме даноци, сметки и се друго. Зашто треба ние баш последни да бидеме? Секогаш во пати, се што кај одат тие парите? Отсечени од цивилизација во 21 век живеат скоро 1000 жители од 10 велешки села. Со години бараат да им се асфалтираат полските патишта кои се планираат во буџетите на општината. Тие беа предвидени и во годинешниот буџет на локалните власти за 9 месеци од годинава. За оваа намена потрошиле само 4 милиони денари. Не само патиштата кон руралните средини, неасфалтирани годинава останаа и голем број улици во градот, обвинуваат од СДСМ. Тие тврдат дека локалната власт ветува, но не исполнува, само ги препишува програмите од изминатите години. Токму затоа не ги поддржуваат и не гласаат за нив. Има голем број на локални патишта и улици кои што требаше да се направат 2015 година, но не се направени и повторно се наоѓаат во буџетот за 2016 година. Овие проекти, што ја кажам, овие патишта за 2016 година беа планирани 2015, беа планирани со буџетот во 2014, 2013 да не се навраќам за другите години историски на нас. Тоа значи дека локалната власт несериозно пристапила изминатиот период во реализирањето на оно што го ветила на граѓаните. Зошто досега не ги исполниле ветувањата што им ги дале на граѓаните и каде се парите предвидени за изградба на овие патишта? На овие прашања се обидовме да добиеме одговор од градоначалникот Славчо Шадиев, но и покрај нашето инсистирање тој не покажа интерес за темата и дипломатски го избегна одговорот. Граѓаните одлучуваат за што и каде ќе се трошат нивните пари. Тие се главниот фактор на јавните расправи по нацрт програмите на општината. Таму тие можат да предложат што треба властите приоритетно да направат во урбаната или местната заедница на која и припаѓаат. Јавните расправи на кои што се разгледуваат нацрт програмите на општините се единствениот момент и најсуштински момент во кој што граѓаните можат активно да партиципираат и да дадат своји предлози и приоритети по она што веќе општинските администрации го изготвиле како нацрт програма на секоја поединечна програма на локалната самоуправа. Стотици граѓани изминатите години присуствуваа на јавните расправи, водеа жолчни дискусии за реализација на приоритетните проекти. На последните неколку присуствуваа едва и 50, и тоа само председателите на местните и урбани заедници. Представници на жителите на селата Рлевци и Сливник имаше и на последните јавни расправи во општината. И тогаш тие побараа надлежните да им одговорат кога конечно ќе се изградат патиштата до нивните села.